Денеска во пауката видовме четворица јунаци, Божји јунаци, вечерва така поттикнат од тоа ќе видиме уште еден јунак, чијшто сторија е запишена во најстарата, односно во првата книга од Библијата, хронолошки. Да, Јов, да се подсетиме на Јов. Колку тоа човек може да поднесе. Така некако, нека биде насловот. Ја би го прочитал само првиот стих, па потоа од 6-тиот понатаму. Затоа што описот кој што е даден за Јов во првиот стих, го наоѓаме уште на 2 места до 2 глава први стих. Или не беше први. Да, во тие 2 глави, тука, почетокот, каде што действието е најдинамично, да кажам, се среќава 3 пати овој исти опис за Јов. Беше некојаш во земјата Уз човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек. Се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Знаеме потоа дека имал 10 деца, значи 7 синови, 3 керки, 7000 овци, 3000 камели, 500 двојки волови, 500 ослици и така натаму, мношне, ценет, најугледен меѓу жителите, богат, но верен, непорочен, како што видовме. И сега од 6 стих. Еден ден дојдоа Божите синови да застанат пред Бога, а меѓу нив пристапи и сатаната. Собир, состанок на представници од други светови, веројатно, дали се тоа ангели, што и да се, не е битно, наречени се Божи синови, сите тие се Божи синови, меѓу нив и сатаната. Веројатно ова место, каде што се сретнале, и кој не знаеме точно каде е, локацијата не е таму горе кај Господа. Каде и да е тоа, еве, нека е Орион, некаде таму, затоа што не му било повеќе дозволено на ѓаволот таму да оде, односно бил исфрлен од таму. Елен Вајт пишува во еден свој цитат во рани списи дека ѓаволот имал пристап, односно ке има пристап се уште до и има пристап се уште се до моментот кога ќе истече времето на милост, односно кога ќе биде заробен, врзан, така речено, на оваа земја 1000 години, до почетокот на тие 1000 години, значи ѓаволот има пристап до другите непаднати светови. Така да, ако нема пристап горе кај Господа, а има пристап до другите, значи може да предпоставиме, не е ни тоа толку битно сега каде се наоѓал овој, каде се случил овој собир, а тој како представник на земјата, нормално, затоа што ја поседува. Ја грабнал од Адама, некого што му било првобитно дадена. Тогаш Господ го праша сатанат. Од каде доаѓаш? Како да Господ не знае, меѓутоа знаеме, нели, дека ваквите прашања имаат своја цел. И сега внимавајте. Еве поминувам низ земјата и ја обиколував. Ја обиколив, одговори тој. Или во англискиот превод мислам дека е по-автентично напишано, значи оди попреку, подолж, че едноставно ѓаволот не седи мирен. Оди наоколу низ целата земја, што? Па знаеме што прави тој. Да уништи некоја душа. Потоа Господ му вели, дали го забележа мојот слуга Јов? Никој не му е рамен на земјата. Замисли си вакво нешто Господ да каже за вас. И сега до овде, ако не го прочитам остатокот, овде може да не ми е рамен никој мене на земјата по лошотилог, да речеме, меѓутоа за Јов, еве што пишува. Тој е непорочен и праведен човек. Еве го истиот опис од првиот стих. Се бои од Бога и се отстранува од злото.
А сатаната му одговори на Господа: зар Јов се бои напразно од Бога? Зар не ги загради него, неговиот дом и сиот негов имот, го благослови делото на неговите раце, имотот му се умножи на земјата. Ја има твојата заштита. Заради тоа ти служи. Па нели е нормално таткото да ги штити своите деца? Сосема нормално. Ако сте му верни на Господа, ако верно го следите, тогаш има некоја ограда, има заштита од Господа. Имате заштита, имате и вие, и вашето семејство. До тука, до таму, до каде што дозволува Господ. И низ целата оваа сторија ќе ја видиме повторно оно што го видовме и денеска во пулката, дека Господ ја има контролата. Господ докаде што дозволува, толку може сатаната, повеќе не. Значи има некоја корист од тебе, еве го заштитуваш, ама испружија еднаш раката и допри во се што има, значи во имотот негов и се што има, ќе те проколне во лице. Нека ти биде, му рече Господ на сатаната. Прави што сакаш со се што има, само не кревеја својата рака врз него. Еве ја Божјата контрола. И сатаната отиде од пред Господовото лице. И сега повторно се случува тоа после некој известно време, вели еден ден, доека Јововите синови и керки јаде и пие во куќата на најстариот брат, дојде гласник при Јов и рече: твоите волови ораа, а ослиците пасеа покрај нив. Кога одненадеж савејците нападнаа на нив и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено само јас избегав да ти го јавам ова. Внимавајте, во еден ден, во денот кога Јововите синови и керки јаде и пиеја во куќата на најстариот брат, се случува во еден исти ден и кој знае во колку кратко време од тој ден. Неверојатно. Кутриот Јов поим нема дека он е дел од една поголема слика, слика во која што е опфатена борбата меѓу доброто и злото, или големата борба, така како што ја нарекуваме, меѓу доброто и злото, меѓу сатаната и Христа. Доаѓа гласник, се е интересно на сите овие неволи што се случуваат врз Јов, врз неговиот имот и неговите домашни, секогаш останува еден гласник кој што ќе дојде да му ја соопшти, да, под наводници. И тоа има свое место. Денеска, гледајте, вести или било што и ќе ве утепаат у 20-30 минути само со црна хроника. Па како се чувствувате после тоа? А камо ли да ви соопштат вести што имаат врска конкретно со вас, со вашиот имот и вашите домашни. Значи, колку беа? 1000 вола, 500 двојки и 500 ослици отишле. Слугите испоубиени. 16 стих. Додека тој уште го зборуваше тоа, дојде друг и рече. Видите колку брзо се случуваат овие настани. Божи оган удри од небото, ги изгоре твоите овци и пастири и ги проголта. Единствено избегав јас да ти јавам. И доека уште зборуваше во овој, дојде и трети рече, халдејците удрија со 3-4 на твоите камели и ги грабна, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено избегав јас да ти јавам. И доека уште зборуваше овој, дојде четвртиот, како да нема крај на неволите. И рече, твоите синови и керки јаде и пие вино во куќата на најстариот брат. Истиот ден е тоа, дали читавме. Додека јадеа и пија во куќата на најстариот брат. И ете, силен ветер се крена од пустината, удри на сите 4 јагли на куќата и ја урна врз децата, па тие загинаа. Единствено избегав јас да ти јавам. Неверојатно.
И сега од 20 стих читаме. Тогаш Јов стана и имаше причини многу да го проколне Господа, да го пцуе, да го колне, да се жали или да причини. И повише од 1000 ако ги броиме и грлата и по едно и како да кажем и поготово децата, 10 деца. Негови чеда. Но тој стана, ја расципи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничком на земјата, му се поклони на Господа. Му служеше на Господа. Да ја прашам после сето ова, вакво нешто, значи, не дај Боже, меѓутоа не верувам дека може вакво нешто да ни се случи воопшто. И после ова да паднете на колена пред Господа да му служите. Што и колку може човек да истрпи? Да, Господ знаел колку Јов може да истрпи. Знаел дека може да го одбрани Господа во ова борба со ѓаволот. И рече, излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде, благословено да биде Господовото име. Покрај сето тоа Јов не сгреши, покрај сето тоа што му се случи во тој еден ден, Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. Чудете се и начудете се. Сетете се последен пат кога сте му се налутиле на Господа. И веројатно има некоја причина. И која била причината? И сетете се на Јов. Не знам, нема да успеете, не знам, конкурирате некаде на некој работно место, па не знам, нема да успеете, може би. И Господ е крив. Сега, карикирам, знаете, може да има разноразни животни ситуации. И пострашни од тоа е една ситница, да кажем. Но видите каква голема вистина кажува Јов. Излегов гол од мајчината утроба, ќе се вратам гол таму. Значи, Јов сваќа дека сето тоа што го имал, и децата вклучувајќи, се е од Бога, се е тоа Божјо. Бог го дал, Бог може и да го земе, ако сака. Кога тоа ќе одлучи. И не го проколнал, туку го благословил Господа. Значи, покрај сето тоа, Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. И сега, повторно имаме еден ден, повторно состанок. Значи, веројатно, почесто се случувале тие средби. Дојдоа Божите синови да застанат пред Господа, а меѓу нив пристапи сатаната. И тогаш Господ го праша сатаната. Од каде доаѓаш? Истото прашање. И ово исто одговара. Еве, поминав по земјата и ја обиколив. Што ви кажува ова за ѓаволот? Дека тој трудолюбиво, макотрпно работи на својата агента. Тој не застанува. Си ја врша мојата работа. Значи, оди, обиколува, да уништи некого. Тогаш Господ рече во 3 стих, дали го забележа мојот слуга Јов? И сега истиот извештај. После сето ова што му се случило, внимајте, ова е многу битен момент, изгубил се што имал. Значи му останале тие слугите, гласниците и жената му останала. Друго се е изгубил. 7 сина, 3 керки и илјадници таму грла, овци, камели, волови, ослици, така натаму. Никој не му е рамен на земјата. Тој е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. Тој е уште постојан во непорочност. Тој е се уште непорочен, тој се уште не сгрешил. После сето тоа што му се случило. Да пропаднеме во земја, кога го читаме, ова е вака како размислуваме, да пропаднеме во земја работа. И вели, види што вели Бог, тој е уште постојан во непорочноста. Па ме предизвика испразно, напразно,
без причина, како сакате кажете, да го упропастам. Знаете ли што значи ова Господ да го каже за мене или за вас? А другиот превод мислам дека велеше да го сотрам. Знаете ли кога Господ сотрува или уништува или упропастува човек? Бог е љубов. Тоа го знаеме. Само поради греф и заради греф. Знаеме, Јован 3:17 ми доаѓа во мислите дека Исус не дојде да суди, да осуди, да уништи, туку да спаси. Господ е во бизнис да спаси. Во таква работа, со таква работа се бави. За да тој уништи, треба да се прилепите за некој греф и да не сакате да го оставите и на крајот ќе бидете уништени. А да каже Господ за вас, и дали може да каже Господ за нас вечерва, напразно, попусто, без причина ме предизвика да го упропастам. Без причина. Може ли да го каже за некој од нас? Не. Ако е не, тоа знаете ли што? Тоа важи за мене. Не треба да ја напуштиме оваа врата вечерва а да не се покаеме претходно, затоа што откаде да знаеме што следи после тоа. И Сатанат одговори: кожа за кожа, човек ќе даде се што има во животот, ама испружија раката, допре се до неговите коски и до месото, дали ќе те благослови, ќе те преколне в лице. Не се откажува Сатаната. Упорен. Направил што направил, материјално се му срушил во еден ден, во неколку мига. Изгубил се. Сега да ударам по неговото здравје, дај ми. Па да видиме тогаш. Нека ти биде, му рече Господ на Сатаната, во твоја рака е, запази му го само животот. Повторно, и сето тоа ја гледаме и Божјата контрола, односно Бог дозволува. Толку колку што дозволува, толку може ѓаволот, ништо повеќе. И Сатаната отиде од пред Господовото лице. Тој го удри Јов со лути рани од стапалата до темето. Ја не знам што било ова, каква болест, како да ја наречеме, ама од стапалата до темето лути рани. Нити можел да седне, нити можел да стои, веројатно, нити можел да легне. Лути рани, тоа боли. Вие да имате, да си пресечете еден прст, малку па боли. Какви болки ова биле? И вели Јов взеде црепка за да струже со неа и седна во пепел. Тогаш неговата жена му рече: зар си уште постојан во непорочноста? Ова е тоа што нам не недостасува. Постојан. Дали сме ние постојани? Дали сме цврсти? Денеска читавме за Данијел. Биле луѓе со интегритет, луѓе со цврсти начела. И можеле да донесат цврсти одлуки. Постојани, цврсто се држале. Знаете, кога цврсто ќе се фатите за нешто, нема мрдање. Зарем си уште постојан во непорочност? Запазите, жена му е шокирана, не може да поверува на своите очи. Па гледај што ти се случува, па уште му служиш на Господ. Господ сака такви од нас да направи, значи да се шокира светот од нас, колку сме му верни на Господа. Проколни го Бога и умри. И Јов одговори: брбориш како што брборат безумните жени. Штом примеме добро од Бога, зошто тогаш да не го примеме и злото? И во се тоа Јов не сгреши со своите устни. Во Новиот Завет вели дека оној кој што не греши на уста, тој е совршен.
Не сгреши, не изговори ништо. Иако, видите, ѓавол што се употребил. Каков притисок и под каков тест се нашла Јововата вера. Ова за да го поминеш и да останеш постојан, непорочен, чист, тоа значи да имаш таква тесна заедница со Господа, да така добро го познаваш. Да сватиш како што Јов сватил. Гол дојдов, гол ќе отидам. Па тоа е една голема вистина што сите ја зборуваат. Да не дошол некој од утробата на мајката со златни прстени или не знам, со било каква материјална. И може ли да однесе таму горе? Баш сега скоро видов на Фейсбук имаше некоја као карикатура направена, меѓутоа голема вистина. Доаѓа некој стар човек, не знам, со куфри, со не знам што, у гробишта оди, значи, се знае кај оди, и као смртта таму со косата. И му покажува само на лево, да, во купишта таму, како ѓубриште, кај што се фрла све што се носи со тебе. Значи, одиш таму празен, не можеш да однесеш ништо со себе. Значи, Јов не бил врзан така за материјалното, иако бил наистина богат. Нити пак бил врзан така со керките, со синовите. Значи, нормално, татко ги сака. И тешко му било сето тоа, меѓутоа сватил дека тоа е се од Бога, се што имал се е од Бога. Изгора на сето ова, слушнале за сите овие негови неволи, неговите пријатели, и замислите си, доаѓаат и 7 дена и 7 ноки, немале што да му проговорат. Ако имало некој на кого што му требало утеха и некој добар збор, тоа бил Јов тогаш. Знаете колку значи некој кога ќе дојде и ќе ве утеши со некој збор, кога ете ќе се случи некоја загуба во вашиот живот или било што. А камо ли ваква загуба каква што Јов доживеал. Тие молчат, биле шокирани веројатно, не знаеле што да му кажат. И ја ќе кажам подобро да молчеле до крајот на книгата за Јов. Уште и они му требале како пријатели, па уште и да го закопаат. Знаеме понатаму, немаме ни време, ниту пак имав намер за тоа да зборувам. Постојаност, цврстина, непорочност. Видите, 3 извештаи за Јов, од почетокот книгата почнува. Непорочен, праведен, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Ова е многу битно, отстранување од злото, значи не самите да влетувате во искушенија. Потоа Бог го кажува, значи ова Бог го кажува од некој свој извештај, не е тоа Јов кој што му кажал на Господа што да каже, не. Тоа е како Бог гледа на Јов. И на крајот, после сето ова што го претрпил, дури и тие страшни лути рани кои што го зафатиле. И не е изустил ништо негативно кон Господа. А знаете, страшно е кога ќе ве зафати некоја болест и мнозина луѓе знаат да се откажат од Бога кога се на болничка постела, да кажам, но Јов е пример. Јов е неверојатен пример за нас. И не дека тука го воздигам Јова, Господ сака да направи Јов од секого од нас. Тоа му е целта, да бидеме непорочни, чисти, праведни, постојани во тоа. Да се сетиме само на еден стих од Данијел, веројатно во текот на пуката ќе стигнеме и до таму секако. Во 3 глава, мислам дека беше 16 стих, кога Седрак, Мисак и Авденаго, односно Анани, Мисел и Азари требало да се поклонат пред кипот и не го направиле тоа, му одговорија на царот на Навуходоносор, 16 стих од 3 глава. Не треба да ти одговориме на тоа. Нашиот Бог, кому му служиме, може да не избави од жарената печка и од твојата рака, царо. Тој и ќе не избави. Но ако тоа и не го направи, знај од цару, ние нема да им служиме на твоите богови, ниту ќе му се поклониме на кипот што си го подигнал. Тоа се примери на вера, тоа се примери на цврстина кој што треба да
ни послужат нам како примери во нашиот живот. Да му дозволиме на Господа да работи во нашите срца, а има уште многу што да работи, да каже Господ за нас еден ден: го гледаш ли таму брат, тој и тој, сестра таа и таа, да се гордее со нас. Затоа што достојно го прославуваме Неговото име. Го славиме затоа што е достоен за сета слава и фала. Ако тој не заслужил, па кој заслужил да го славиме и фалиме? Нека Господ ни помогне. Амин.